Благодарам, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Трет ден дебата за ребалансот на буџетот за 2025 година и повторно сме на истото стојалиште како и за буџетот од 2025. Се зборуваше на најмалку за сите битни бројки и параметри кои не носат далеко од фамозното четврто место според растот на БДП во првиот квартал на ниво на Европа. Несомнено е, евидентно, дека овој ребаланс е фискално нереален, социјално штетен и без развојна компонента и сите три поенти може многу лесно да се доловат и објаснат. Ребаланс базиран на нереални макроекономски проекции, очајни капитални расходи и евидентно прекршени фискални правила. Дефицитот останува на првична проекција од 4% од БДП, инфлацијата ќе порасне од 2,2 на 2,8%. Стапките на економски раст се превисоко поставени за да дадат погрешна слика за големината на номиналниот БДП и проекциите на буџетскиот дефицит и на јавниот долг се темелат на ваквиот бомбастичен БДП и излегуваат помали. Значи, според владата стапка на економски раст 3,7%, Светска банка 2,6% и Народна банка 3%. Во 2021 година растот 4,5% без фалби, а сега спектакл за 3%. Проекциите на буџетските приходи се чиста илузија и како што и изминативе 2 дена зборувавме една розева илузија што води до две можни сценарија, а тоа истото го потенциравме и на медиумите преку нашата пресконференција. Значи, ќе се направи или трет ребаланс, или пак ќе се зголеми дефицитот и повторно на штета на граѓаните. Интересна една ставка во целиот овој конгломерат од бројки и извртени факти. Со ребалансот, замислете, почитуван заменик министр, објаснете го ова, се планира да се соберат 70 милиони евра неданочни приходи, при што веќе има остварување од едва 37%. Прашањето ми е дали ова значи дека имате намера да ги земете сите профити на успешните јавни предпријатија и наместо тие средства да се реинвестираат, јавните предпријатија да се развиваат и модернизираат, значи владата им ги зема парите, а го кочи нивниот развој. Во анализата која што ја имаме сите на предлог на ребаланс на буџетот, вкупното задолжување, така е напишено таму, значи домашно и странско, со предложените измени за 2025 година, достигнува 101 милиарда денари, што е 21% од структурата на приходната страна на државниот буџет. Тоа е епохално. Категоријата стоки и услуги се планира во вкупен износ од 74 милиарди, што треба да представува 15,3% и ја прави третата по големина расходна категорија. Договорните услуги доминантни, 56,5 милиарди денари, што е 76,3%. Значи се бележи зголемување од 1,7% или 937 милиони денари. Ова е повод за сериозна критика за раст на нетранспарентни и коруптивни трошења и договорните услуги често се користат за да се избегнат јавни набавки и да се фаворизираат одредени компании, што отвара простор за корупција. Ова не го кажувам само јас, ова го кажуваат и релевантни финансиски институции кои што имаат соодветна анализа направена и на ребалансот, меѓутоа и доста признати и познати економски експерти. Одиме понатаму. Резерви во буџетот се зголемени за 3 пати, од 200 милиони денари на 595 милиони денари. Што значи ова? Дека средствата не се планирани за јасни програми или проекти, нема предвидливост, нема транспарентен пристап, туку се оставени на една непродуктивна потрошувачка, а внимавајте, сме во една изборна година, потенцијално користени можеби за популистички мерки наместо за долгорочни инвестиции. И ова се дилеми и за истото алармира Finance Think, зашто и вчера на една од моите реплики тоа го констатира во однос на остварувањето во 2024 имајќи во предвид дека оваа ставка е
недоволно транспарентна и вклучува како на пример договори на дело како форма на квази вработување во јавна администрација и истата крие ризици особено во пресред на локалните избори. Со зголемување на расходи за пензии и плати, значи тоа секако дека е процес кој што е обврска на секоја влада да растат и платите и пензиите, меѓутоа правите кратења кои што директно ја погодуваат економијата и најранливите категории. Кратење на субвенции и трансфери 30 милиони евра. Значи ова е резултат на кратење на средства за инвестициите во ТИРЗовите и покреветувањата за зголемување на поддршката на фирмите. Сега имаме намалување. Ова негативно влијае на економскиот раст и во делот на создавање на нови работни места. Кратење на социјални надоместоци од 5 милиони евра, иако износот е мал можеби, ова е најголемата критика за владата. Намалување на парите за социјални случаеви е антисоцијална политика, не е социјална и недозволиво е да се крати од оние на кои што им е најпотребна помош. Кратење на развојни проекти, намалени се средства за развојни проекти за општините, како што напоменав и поддршка за малите и средни предпријатија, инвестиции во патна инфраструктура, инфраструктурни проекти во општините и со ова се загрозува долгорочната развојна перспектива на земјата и доаѓаме до потврда на фактот што го кажав на почетокот дека немаме развојна компонента. Заштита на животна средина. Како функција на државата, ова го читам исто од анализата. Евидентно намалување на буџетски средства од 13,4% во износ од 860 милиони денари помалку, следувајќи се од 6,4 милиарди на околу 5,6 милиарди денари за фискална година. И најголемата промена е во ставката, внимавајте, намалување на загадувањето, каде што првично се извинувам планираните 3,2 милиарди, сега се на 2,6 милиарди, што представува околу 19% на намален буџет, а во однос на претходната година имаме намалување од 48,2% или подобро речено 50%. Намалувањето произлегува од кратењето на буџетските средства од основниот буџет, како и од планираните средства од заеми. Па кога следен пат ќе се препокуваме кој е повеќе крив за аерозагадувањето и колку години ова е приоритет и на една и на друга влада, бројки ве покажуваат дека грижата за почист воздух е само една обична фарза и генерално и за животната средина. Понатаму, најголемите промени во подпрограмите во оваа владина програма се евидентирани во привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободна економска зона и финансиска поддршка на инвестиции. Значи, процентуално имаме намалување од 72,6, односно 37,9%, резултирајќи со планиран буџет од 650 милион денари за привлекување на странски директни инвестиции и 1,4 милиарди денари за финансиска поддршка на инвестиции. Но за подсетување, од 2017 до 2023 година, во времето на владата на СДСМ, државата има 2,9 милиарди евра прилив на странски директни инвестиции или во просек 414 милиони евра годишно, за да податоците на Народната банка, овие најсвежите во однос на последниот квартал, од 2024 година, велат вака: странски директни инвестиции намалени за 261 милион евра од 397 на 135 милиони евра. Тоа се 2/3. За економска промоција само една обична нула за привлекување на странски инвестиции и развој на слободни економски зони, да повторам уште еднаш, намалување од 72,6% во однос на буџетот кој што го гласавме лани. Понатаму, зголемување на договорни услуги или нови вработувања во Министерство за европски прашања, Министерство за правда, фамозни зголемувања кај Агенцијата за стокови резерви од 144,6% во споредба со ребалансот 2024 или 217% во споредба со буџетот за 2025.
Уште еден интересен податок. Кратење во Министерство за економија од труд од скоро 280 милиони денари, веројатно поради нула спроведени реформи согласно планот за раст, па кога се увидела оваа некапацитетност, нема потреба ни повеќе од средства, а во истото Министерство и помалку е предвидено и за плати. Неспроведени реформи има и во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, но во овој случај обратна е ситуацијата. Иако има реформи нула, има зголемување од 186 милиони денари. Намалување има кај тирзовите од 600 милиони денари, во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во ставката субвенции и трансфери помалку 480 милиони денари, и со ова го потврдуваме ставот кој што го кажавме неколку пати, земјоделството стагнира. Намалување и кај субвенциите од областа на спортот од 24 милиони денари и намалување од 157 милиони денари во Министерство за дигитална трансформација, но за договорни услуги во истото Министерство зголемување од 33 милиони денари. Кога сме кај планот за раст, само едно мало подсетување, освен Министерството за дигитализација, која што спроведе реформи од 19,2 милиони евра, започнати од времето на владата на СДСМ, ниту едно друго не успеа да ги реализира предвидените реформи. Значи да потенцирам. Министерство за економија и труд, 3 проекти, сите за подобрување на бизнес климата за мали и средни предпријатија, реформи од 11,1 милион евра. Нереализирани. Министерство за правда, 3 реформски закони, проценети за околу 13 милиони евра и плюс нереализирана реформа од 4,2 милиони евра од страна на Агенцијата за управување со одземен имот. Министерство за енергетика, нереализирани реформи од 10,7 милиони евра. И тука ќе застанам. Не смееме да го запоставиме и мислењето по овој ребаланс од страна на почитуваните представници на Фискалниот совет, објавување кои што инсистираат на објавување на методологија за искажување и известување на јавни расходи, доколку капиталните расходи не успеат да се реализираат до крајот на годината, советуваат истите да се заштитат и пренесат во наредна година. Потенцираат дека образованието е стожер на општеството и треба повеќе да се инвестира во него. И добро е што главните капитални инвестиции во образованието, каде има зголемување на енергетски ефикасна рехабилитација на студентски домови во износ од 137 милиони денари, тука зборуваме дека е исклучително битно за унапредување на студентскиот стандард. Како пратеничка група на СДСМ и коалицијата имаме поднесено вкупно 160 амандмани, неколку пати тоа го повторивме, пред се да помогнеме онаму каде што е најпотребно и најнеопходно, игнорирајќи ја партиската боја, а ставајќи ја на пиедестал човечката димензија, затоа што во овој парламент пред се сме луѓе и наша морална обврска е да го направиме сите тоа заедно. Односно, од понеделник, од која ќе почне амандманската расправа, да изгласаме 934 милиони денари за финансиска поддршка за семејствата на загинатите и повредените во Кочани, 60 милиони денари за реновирање на болницата во Кочани и 20 милиони денари за нова опрема во болницата во Кочани. И пак ќе кажем, и овие средства се премалку, и нема да ги врати изгубените млади животи во оваа несреќа, но сепак, иако не го прифативте нашето предлог законско решение за финансиска поддршка на жртвите и нивните семејства и на повредените во несреќата во Кочани, барем сега имаме обврска да покажеме една заедничка солидарност. Покрај овие 3 амандмани имаме доставени амандмани за повеќе сфери од општеството. Слушнавте и вие, апарати за магнетни резонанци, за кислородни боци, инсулински боци за здравството и брзата помош,
зголемување на студентските стипендии и поддршка на студентите од ранливите семејства, бесплатен превоз на учениците во руралните средини, 10% зголемување на платите на наставниците во основно и средно образование, пари за колекторскиот систем во Дојран, домот за стари лица во Штип, откупен центар за земјоделски производи во Охрид, жичарница на Пелистер, поликлиника во Кисела Вода, градинката во Крњево, проекти за Валандово, Крушево, Кратово, Кисела Вода, Кавадарци и така натаму. Повеќе пари, значи, за реконструкција на училишта, на градинки, патишта, канализации, водоводи и средства секако за Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба, зашто минатиот пат, кога поднесовме амандман за буџетот, дрско беа одбиени. За реконструкција на мостот на реката Треска во Македонски Брод, за водноводната мрежа во село Самоков, ширење на гасоводна мрежа во Куманово, за изградба на мост на реката Липковка, за реконструкција на постоечка градинка во Кратово, изградба на нова градинка во дворот на основното училиште Блаже Коневски во аеродром, за формирање на бизнис стартап центри, за млади предприемачи во Кавадарци, водоснабдување низ село општина Ѓорче Петров, повеќе проекти во Берово и така натаму. И на крајот морам да се осврнам и на следново, кое што го видовме во ребалансот, меѓутоа и во самата фискална стратегија 2026-2030, дека се одлага фискалната консолидација, заменик министре, тоа значи дека се одржува јавниот долг на високо ниво, плюс да се финансираме со високи каматни стапки на меѓународен пазар на капитал, ниска реализација видовме на капитални расходи, евидентирано уште во првиот квартал за 39, замислете, 39,6% пониска во споредба со идентичниот период за 2024, намалување на раст на номинална и реална плата, и да не заборавиме почитување на фискалните правила дури 2027. И со овој ребаланс таргетот е ставен на сервисирање на долгови, отплата на камати за заеми од земја и странство, покривање на штети од елементарни непогоди, непредвидени расходи за финансирање на проекти од ИПА програмата и така натаму и така натаму. Наша обврска како пратеници е да се грижиме и за граѓаните, и за работниците, и за ликвидноста на компаниите, за економскиот раст и развој. Но како ќе го постигнеме тоа, ако не се слушаме, ако зборуваме за се она кое што само ние нас од интерес, а тоа е една субјективна критика, папагалско повторување на непоткрепени факти. Очекувам дека со критиките од опозицијата кои се издржани, со амандманите кои ги поднесовме и со корекција на сите небулози, овој ребаланс може би бил подобро срочен, но чисто се сомневам. Благодарам. Ви благодарам. Реплика Дафина